Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Слично на сонцето, Невенот го следи движењето на сонцето со своите цветови. Се отвора во могрите со првите сончеви зраци, а се затвора веднаш штом ќе зајде сонцето. За билките што го следат сонцето и чии цветови личат на сонце, се вели дека се свети билки. Останете со нас и дознајте за лековитите својства што не ги нуди Невенот. Поради несомнена убавина, цветот Невен ги зацелува раните, изгорениците и инфекциите. Латинското име на ова едногодишна билка е Calendula officinalis и има корен во зборот на старите римјани календар, прв ден во месецот, која опишува особината на Невенот да цути секој месец. Во фамилијата на Невенот се вбројуваат уште 20 видови на билки, но во медицински и кулинарски цели се користи исклучиво Calendula officinalis, со својот облик и боја наликува на сонце кон кое покажува извонредна осетливост. Цветовите се отвараат со првите сончеви зраци и со неговото заоѓање се затвораат. Поради убавината на Невенот, интензитетот на боите кои се задржуваат, дури на осушените латици, оваа волшебна билка е сместена во многу митови и легенди. Се верува дека штити од тага и дека тажните ги развеселува. Невенот, поради неговите лековити својства, одгледуваа уште египтјаните, хандусите и арапите, додека во Европа неговата лековитост се препознава дури во 12 век. Од тогаш традиционално се користи за лекување на раните, изгорениците и инфекциите. Тогаш, како и денес, оваа билка има широка намена, не само во медицински, туку и во кулинарски козметички цели. Прекрасната боја на осушените латици со боја и со вкус го заменува шафранот, па затоа многу се користи посебно во Медитеранот, како зачинска билка во производството на сирење, путер, салатите, шурупите и така натаму. Често се користи за боење на храната, но и во фабриките за производство на бои за коса. Сепак, во текот на историјата и денес, Невенот најмногу се користи во медицински цели. Може да се каже дека е тој најчесто користен цвет во подготовка на лековитите препарати за лекување и нега на кожата, а денес се влегува во состав на лековити масти и козметички производи на најпознати козметички куќи. Во Невенот се наоѓаат биолошки активни супстанции од широк спектар од етерските масла преку природните бои до сапонини, флавоноиди, тритерпан, фарадиол и полисахариди. Во оваа златна ризница има повеќе од 50 соединенија, кои со своето поединечно и заедничко делување е заслужна за широката примена на овој цвет. Со современите истражувања изолиране голем број на овие соединенија и во експериментите е покажана нивна фармаколошка активност. Поради своето ефикасно делување е доволно нежен за да може да се користи во дерматолошки козметички производи, за исклучително осетлива кожа, како и за кожа на бебињата. Без оглед на тоа дали се зборува за козметички или дерматолошки производи врз база на Невен, тие во свој состав согласно со намената треба да содржат потребна количина на биолошки активни соединенија, за да одредени групи на соединенија го остварат своето делување, како на пример за да сапонините и полисахаридите ја хидрираат кожата, нивната концентрација во производот мора да биде соодветна. Тоа е барање кои ги исполнуваат само производите во кои е строго дефинирано и гарантирано количеството на употребливите цветови од Невен, односно од нив изолирани активни молекули. Применување на современи технолошки методи на екстракција тоа го возможува и со нив се внесува во технологијата потребни количини на цветот Невен за ефикасното делување на производот.
Полната шолја на цветови од невен во кремот е количество на цветови со кои иритираната кожа може да се хидрира, смири и дури тогаш да се открие невенот и почувствува неговата лековитост, а се верува дека кога еднаш ќе се запознае невенот и се оно што тој возможува се стекнува вечен пријател. Тераписката примена на невенот потекнува од Стариот Египет, од каде што се проширува во Европа. Невенот е едногодишна зелјаста билка со разгрането стебло и со висина до 60 см. Лекови дел од билката се цветовите кои имаат од темно-жолта до портокалова боја со пречник од 2 до 5 см, со горчлив вкус и со карактеристичен мирис. Невенот со право може да се нарече билка на кожата, бидејќи нема кожна болест каде што не може да помогне. Бредавици, екземи, псоријаза, чиреви, себореја, херпес, зостер, изгореници, исипи, уртикарии, фистули, маститис, рани што гнојат или што тешко зараснуваат. Оваа билка е делотворна за лечење на дворешни и внатрешни заболувања, затоа што го забрзува потењето, го зголемува излечувањето урина, ги смирува грчевите на цревата, желудникот и на мазните мускули, затоа што со своето дејствување е поволен за слузокожата на овие органи, го урамнотежува месечниот циклус, аменореја лекува болести на нервите, болести на внатрешните органи, црниот дроб, жолчката и на жолчните канали. Чајот од невен исто така се користи за разни измивања при повреди, воспаление и инфекции, декубитуси и модрини, лековито дејствува и при болести на вените, ги ублажува тегобите на атеросклерозата. Тој е познат детоксикатор и се користи во разни комбинации со други чаеви за прочистување на крвта. Кои се лековитите својства на невенот? Лековитите својства на невенот биле познати уште во антиката. Најпозната е кремата од невен која старите ја користеле за лечење на рани и изгореници. Нашите баби правеле и чај од невен, кој го користеле за опуштање на грачевите како и против кашлица, астма и несоница. Од цветот, лисијата и стеблото на невенот, покрај кремата и чајот, се приготвуваат и сок од невен, масло, тинктура и купка. Од каде доаѓа лековитоста на невенот? Невенот е богат со флавоноиди, каротиноиди, сапонин, полисахариди и етерични масла. Тој содржи калиум, провитамин А, ликопен и органски киселини. Надворешно лекување со невен. Кремата, маслото од невен и другите производи за надворешна употреба кои се прават од него се користат за лечење на рани и изгореници, за лечење на проширени вени, воспаление на вените, против акни, чиреви на кожата, воспаление, исипување и отоци. Невенот, покрај тоа што има антиинфламаторно, има и антигабично дејство, што го прави поволен и за лекување на габичните инфекции на кожата. Внатрешно лекување со невен. Чајот од невен е навистина волшебна напивка. Тој делува за решавање на проблемите со желудникот и нарушување на системот за варење, грчеви во цревата, чир на желудник. Против кашлица и астма ја подобрува циркулацијата и е одличен и доколку страдате од несоница. Што се можеме да подготвиме од невен? Од невенот се прави многу вкусен и лековит чај. Чајот од невен се приготвува така што една полна лажица невен се прелева со една шолја врела вода, а се пие 3 до 4 пати дневно. Вода за плакнење, за гаргара, за облоги од невен се прави така што една голема лажица цветови од невен се прелева со половина литар вода. Домашна тинктура од невен се прави така што во 1 литар ракија се става една шака цветови од невен и се остава да стои 14 дена на сонце или на топло место. Како да подготвите традиционална маст од невен за помош при лекување заболени вени, отворени рани, кожни заболувања и хемороиди? 250 грама несолена свинска маст се мие во 9 ладни води и се става во тенџере на тивок оган за да се стопи. Откако ќе се стопи маста, во тенџерето се додаваат 200 грама цветови, листови и стебла од невен и 50 грама чист пчелин восок и се заедно се пржи 30 минути. По 30 минути тенџерето се трга од оган и се остава да отстои 12 часа.
По 12 часа тенџерето се враќа на оган за смесата повторно да се стопи. Откако ќе се стопи смесата, тенџерето се трга од оган и се прецедува низ газа. Маста се складира во чисти кутичиња и херметички се затвора за да се стврдне. Со оваа маст се мачкаат болните места 2 до 3 пати на ден. Кремот Невен за лекување стари лузни јакни. Во тенџере со 300 мл ладно цедено маслиново масло се ставаат 1 китка кантарион и 1 супена лажица лаванда. Тенџерето се става на тивок оган за билките да се пржат околу 30 минути. По 30 минути тенџерето се трга од оган и се остава да отстои 12 часа. По 12 часа се прецедува низ газа, а билките се гмечат за да излезе од нив преостанатото масло. Маслото повторно се враќа во тенџерето. Тенџерето се става на тивок оган и во него се додаваат 150 грама чист пчелин восок, 1 супена лажица мед, 10 мл прополис, 1 кафена лажичка полен, половина лимон, половина портокал и малку цимет и ванила. Тенџерето се остава да врие околу 30 минути, за да се соединат сите состојки, а потоа се трга од оган. Смесата се прецедува низ газа и се складира во кутичиња. Со оваа маст се мачкаат болните места 2 пати на ден, наутро и навечер. Терапијата трае 1 месец. Во приложение дознаваме како да направиме руски селски лек за чистење на црниот дроб и против алергии. Секое утро пред појадок наберете 3 цвета од Невен. Најдобро е да ги имате во својата градина или во саксија. Цветовите добро се мијат, се џвакаат и се голтаат. Ова терапија трае 2 недели, се прави пауза од 1 недела, а потоа постапката се повторува по истиот редослед се до излекување. Ова е стар руски селски лек за чистење на црниот дроб, за јакнење на имунитетот и за заштита од алергии. Чај со Невен за плакнење на грлото на матката. Се прави мешавина од 1 кафена лажица Невен, 1 кафена лажица босилек, 1 кафена лажица лист од коприва, 1 кафена лажица ајдучка трева и 1 кафена лажица лист од капина. Целата мешавина се прилева со 0,5 литри врела зовриена вода. Се остава да отстои во поклопен сат 2 часа, а потоа се прецедува. Со овој чај се вршат плакнење на вагината 3 пати во текот на денот. Чај со Невен за превенција и помош при лекување на малигни тумори. Се прави мешавина од 1 сув цвет од Невен, 1 сув цвет од ајдучка трева, 1 гранче коприва и 1 гранче коњско опавче. Целата мешавина се прелева со 200 мл врела зовриена вода. Се остава да отстои 10 минути, а потоа се прецедува. Од овој чај се пијат 3-4 вакви дози, 600 до 800 мл во текот на денот. Чајот се пие незасладен 30 минути пред оброк. Чај промивка и тампони за сите видови заболувања на матката. Како се прави чај и промивка? Се прави мешавина од 300 грама Невен, 100 грама ајдучка трева, 100 грама коприва и 100 грама коњско опавче. Целата мешавина се прилева со 1,5 литри врела зовриена вода, се остава да отстои во текот на денот, голтка по голтка. Ако во овој чај се додаде 1 кафена лажичка сода бикарбона, со него може да се врши вагинална промивка. Тампон. Се зема 1 тампон, се натопува во масло од Невен и се става на вагината. Другиот ден се зема нов тампон, се натопува во масло од кантарион и се става во вагината. Оваа постапка се повторува наизменично, се додека здравствената состојба не се подобри. Чај од Невен против тресење на рацете и нозете и против кривење на лицето и главата поради проблеми со нервите. Се прави мешавина од 1 супена лажица цвет од Невен, 1 супена лажица ајдучка трева и 1 супена лажица нане, 1 супена лажица босилек,
1 супена лажица сашпун трева и 1 супена лажица мајчина душица. Целата мешавина се прелева со 1 литар врела вода, се остава да отстои во поклопен сат 2 часа, а потоа се прецедува. Од овој чај се пијат по 100 мл на секој час. Со овој чај исто така може да се вршат и благи масажи на телото. Чај со невен за лекување на сите болести на гркланот и грлото. Се прави мешавина од 20 грама цвет од невен, 20 грама стебло и лист планински чај, 20 грама лист од малина, 30 грама лист од нане, 50 грама цвет од камилица, 20 грама лист жалфија, 20 грама лист од босилек, 30 грама корен од белслес и 30 грама кора од дап. Од оваа мешавина се земаат 2 супени лажици и се ставаат во тенчере со 500 мл вода да вријат уште 2-3 минути, откако водата ќе зоврие. По 3 минути се трга од оган, се остава да отстои 15 минути, а потоа се прецедува. Од овој чај се пие целото количество 2 до 3 пати во текот на денот, голтка по голтка. Со овој чај може да се прави гаргара. Терапијата трае 5 до 7 дена. Чај од невен за заболен црн дроб. На 10 грама цвет од невен се додава 100 грама некое базно масло, ладно цедено масло, пченични николци, бадемово, макадамија или сончогледово. Се остава да отстои 3 недели со повремено мешање на темно место. Мацератот од невен е склон кон оксидација и лесно се расипува, па затоа веднаш штом се процеди и наталожи уште 1 ден, треба да се складира во темно шишенце и да се чува заштитено од сончева светлина. Се користи локално за рани опекотини, модрици, хемороиди и варикозни вени. Делува противоспалително и го забрзува зараснувањето на раните, па затоа се користи за сите кожни заболувања, чиреви, псоријаза, себореја дерматитис, неуродерметитис и други инфекции на кожата. За воспаление на увото се капнуваат 2 до 3 капки во секој уво 2 до 3 пати дневно. Како да направите маст од невен? Потребно ви е 4 грама жолт непрочистен пчелин восок и 30 грама мацерат од невен. Се загрева на водена пареја и веднаш се прилева во соодветен сат, каде ќе се излади. Се користи локално по потреба. Како да подготвите маст за рани и хемороиди? 100 грама кравја или свинска маст се става на оган да се стопли. Потоа се додаваат 40 цветови од невен да провријат околу 5 минути. Смесата се процедува и се истура во мали соодветни кутивчиња за козметика или стаклена тегличка. Маста се чува во ладилник, а при користење се црпи со пластично или дрвено лажиче. Се мачка неколку пати на ден врз чиста кожа. Најдобро е цветовите од невено да се соберат наутро додека сонцето не е многу јако. Ракија од невен за чир во желудникот. За лечење чир на желудник се пие секој утро по 1 голтка ракија со невен. Со неа се масираат и преврзнатите места. Ракија од невен. Во едно шише до половина се става лист од невен и се додава домашна ракија. Се остава на сонце или на топло 8 дена. Потоа се процедува и се чува на ладно. За лечење рак на дојка и матка. 50 грама лист од невен се става во 500 мл ракија и се остава да стои 10 дена. Се процедува и се чува на ладно место. Се пијат 50 капки во 200 мл вода во голтки за 1 ден. Останете во добро здравје и грижете се за себе. И земајте го најдоброто што ви го нуди природата.